Nadesh i strah od Allah subhanahu wa ta'ala. Ovdje mora da vi kažem nešto. Kon strafot. Se zborvi za strafot. Защото много od ľuďeva nemoj da go razlikovať strafot, što je obožavanje za Allah subhanahu wa ta'ala, strafot na obožavanje na Allah subhanahu wa ta'ala i prirodniот straf. И кога ги слушаат, например, учењаците дека треба само на Аллах субхану ва таала да му се плашиш, и ако му се плашиш на некој друго нешто, во ширк. Имаш правено куфр и ширк. И идет овие паметните што ги има читано Куранот, што велат? Добро бе, Муса не се плашеше од фараон. Има паднато во ширк. Дали се плашеше Муса од фараон? Да не го убиет? Се плашеше. Дали се уплашеа асхабите во битката на Ахзаб? Што велит Аллах субхану ва таала, срцињата му стигнае до грло од страфот. Дали паднае во ширк? Некој се плаши од некој владар неправеден, како што беше Муса со Фираун. Се плашеше од него да не го убие, да не му донесе некоја штета, опасност. Дали падна во куфр и во ширк? Не. Ова е природен страв. Да се плашиш од некој животно. Лав. Ти со лав ќе му излезеш на лавот? Не се плашам ја, само на Аллах му се плашам, ајде пред лавот. Ова е природен страв. Која е стравот што Аллах субхану ва таала сака од нас? Страв на Аллах субханаху ва таала, што е кај него во овој страв имат и надеж, и имат љубов. Овој страв го сакат Аллах субхану ва таала. И гледаш оние што ги обожаваат овие, му се молат на евлијаите, овие што велат евлија, кај гробовите. Што велат тие од ними и се плашат и имат надеж и љубов према ними. Немој да зборуваш за велијата вака. Ќе видиш што ќе ти направи тој. Што ќе ми направи тој умрен од кабор. Што ќе ми направи. Значи, ова е тој страв што Аллах субхану ва таала го сакат од нас. Што имат и надеж. Ние кога му се плашиме на Аллах субхану ва таала, имаме и надеж дека ќе не спаси, дека ќе не стави во дженнетот судниот ден. Имаме исто и љубов према Аллах субхану ва таала. Сакаме него повеќе од све. А стравот овој, што го кажавме, тоа е природен страв. Секој човек го имат. Секој човек го имат. Се плашите од нешто. Ако не се плашиш од лавот, ти ќе се плашиш од тигарот. Ќе се плашиш од владарот неправеден. Ама немаш надеж кај него. Немаш надеж дека ќе те спаси судниот ден тој. Немаш и љубов за него. Него се плашиш за да се чуваш од него само, а не дека го обожаваш него со тој страв. Ова е разликата измеѓу страфот природен и страфот што е обожавање на Аллах субханаху ва таала. Затоа што морат да се разликуваат овие. Зашто некој велите, ја ништо, само за Аллах субхану ва таала му се плашам. Овој мисли дека ако некој се плаши од нешто друго, например, ако јас се плашам од лавот, овој во ширк имат паднато. Овој излезе од двера. Ако се плашам да не ме јајд кучето, ево, лајд надвор. Да бев надвор, сега ќе се плашев. Зашто? Мој дај некој, што знам јас, некој куче опасен. Тоа не е паднеш во ширк и во куфр за ова. Зашто ја немам надеж кај него, дека ќе ме спаси судниот ден. Ниту пак го сакам, како што се сакам сам себе си и мојата фамилија. Ја сватите разликата измеѓу страфот, обожавање што е, и страфот што е за природниот страф. Ова е. Сега читај надеж и страв од Аллах субхану ва таала и ова четврта афирмација. Што човекот треба да ги афирмира овие 4 работи. Разлика. Која е разлика измеѓу надежот и очекувањето?
Пишува тега тука. Овде е прашање, која е разликата измеѓу надеж и очекување? Теменни, араджа во теменни. Од што? Оне што надеват кон Аллах субхану ва таала дека ќе го спаси, тој прави добри дела. Тој чини добри дела. Надеват и прави добри дела за да го спаси Аллах субхану. Немој некој да имат надеж дека ќе ме спаси Аллах и да спиет во кревет. Ни да клањат, ни да постит, ништо да не прави од вера и да имам надеж јас дека ќе ме спаси. Ова не е надеж, ова е очекување. Гледај сега. Овој очекуваат како мунафиците. Овој очекување имат. Ќе ме спасит. Добро бе, треба да клањам, не клањам. Клањање ништо нема од намазот. Тоа е физкултура. Физкултура е. Пост не треба да постиш. Добро срце да имаш. Овој имат очекување. Гледа, очекување, што значи? А очекувањето од друга страна е придружено со мрзливост, одложување и празни желби. Слушнавте? Со мрзливост. Ово е очекување. Не сакаат ништо да прават за Аллах субхану таала, очекуваат Аллах субхану таала да го стави во џеннет. Ништо не сакаат да дават за Аллах, а сакаат Аллах да му дават него. Ова е очекување, не е надеж. Кој се надева дека ќе го сретнит Аллах субхану ва таала судниот ден, што треба да прави? Дека прави добри дела и во обожувањето на Господот нека не му припишуваат здружјање. Значи после верувањето што треба да прави? Добри дела. Никогаш не видите Аллах во Куран, сегде кај што ќе ги читаш, оние што верува видите Аллах и прави што? Добри дела. Затоа што да веруваш и да не правиш добри дела, овај пример е најлошиот пример што може да се дават. Дуњалошки ќе ти кажам. Шефот има 2 работници. И еден работи нон-стоп. Што му вели шефот? Прајт. Да дојдеш во 7 сабајле, иде во 7 сабајле. Да го правиш ово, го прајт. И другиот му вели да идеш 7 сабајле, иде во 11. Да го правиш ова, не го правите ова, овој, скроз нешто друго или ништо не правите. Легни цел месец дома, не оди на работа. Сега дојде 30 ден, месецот заврши. Мој да му дај плата иста и на овој, Ако му дават плата иста, што е? Неправда. Овој цел месец се мачеше кутриот, таму работеше со железо, куваше, ковач беше. Например, да го земеме ковач, цел ден на жар тука. Овој другиот спие дома и накрај 500 евра на овој, 500 евра на овој. Ова, мој да биде правда ова? Кога немој да го правите еден човек, како мислиш Аллах субхану ва таала велит во Куран, дали Аллах субхану ва таала ќе биде ист према богобојазливите и оние што беа криминалци? Аллах субхану ва таала така ги нарекуваат во Куранот. Оние што не веруваат, оние што не ги прават Аллаховите наредби, криминалци ги викаат во Куранот. Ам наджалул муттақина кал фуджар. Аллах вели, дали мојот да ги направиме исто да се богобојазливите и криминалците судниот ден? Мој да биде тоа? Па кај имат поголем криминал од оној што не му падне на Аллах субхану ва таала на сежда? Мој да имат поголем криминал од него? Тој Иблисот за Аллах правеше сежда, знаете. Иблис му правеше сежда на Аллах. Иблис само арогант беше. Кога го створи Аллах субхану ва таала на Адем алейхиссалам и рече, не му падвам него на сежда, затоа што јас сум подобар од него. А тој на Аллах го обожаваше. Аллах ни вели нас, мене да ми правите сежда. За мене да кланяш 5 вакти намаз и ти не кланяш. Ти не го обожаваш. Кој е покриминал сега? Иблис или ти?
Ние сме покриминалци од Иблис. Затоа што Иблис не му падеше на сежда на Адем, не сакаше на створение. И Иблисот го има сваштено теухидот поубав од некој од овие што обожаваат гробишта. Иблис не му падна на Адем на сежда. Ово е створение, рече, ко мене. Тој нешто друго направи куфр. Значи се направи арогант према Аллах. Рече, јас сум подобар, му кажеше кој е подобар. Сега, Аллах субхана тааля му нареди да му прави сежда на Адем, а на Аллах субхана тааля да го обожават, не на Адем. Требаше да му се придржи на Аллаховата наредба. Ако Аллах ти вели ова мора да го правиш, Аллах знае зошто те наредува за тоа. Аллах ни нареди нас него да му правиме сежда, ние не му правиме. Иблис не му правеше на Адем сежда. На Аллах тој му правеше ибадет. Не даше. И Иблисот го имаше да се фашта на теухидот поубав од некои од овие суфисти, дервиши. Иблис по теухиджија од ними. Вистина, по теухиджија од ними. Тој не сакаше да му прави на створение сежда. Тој да прави куфр према ароганца негова. Зашто ја скрши Аллаховата наредба. Зашто Аллах го ти наредуваат да му правиш сежда на нешто, било то дрво да е, Аллах го ти наредуваат мора да му правиш сежда. Зашто Аллах знае зашто ти наредува. Ти треба да му се покоруваш него на Аллаховата наредба, а не на дрвото. Ти не одиш кај него, например, кај дрвото за да го обожаваш него, не го обожаваш на Аллах субхана тааля. И Иблисот ова му беше примерот. Тој не можеше да го сваси нешто друго. Тој му влезе љубомората према човекот. Зашто овој да биде подобар од мене? Овој нема ништо добро на ова. Ако го земиме логиката од Иблис, да видиме, сега логиката од Иблис да го земиме. Која корист ни го донеси оганот? Голењето штета. Која корист? Освен што се томливе на зима, друго што може да ти прави оганот? Зија само, штета, да гори све. Од песокот, од земјата, кои добри ни ги имаме? Све. Кога се оганот? Храната. Све што излегве за нас, корисни работи, што имаме придобивки, од земјата излегве. Значи, кој е подобар? Песокот. Земјата е подобар него оганот на џехеннемот. Некој ќе прашува како мој да го гори шејтанот со огана, тој е од оган створен. Не знаете овој пример или не го знаете? Како мој да го гори шејтанот, Аллах ни вели дека е створен од оган, така? На Абу Ханифе му отиде вака еден од овие филозофите. И му рече, о, Алим, како мој да рече Аллах субхана тааля да го гори шејтанот со оган, рече, а тој е створен од оганот. И Абу Ханифе не му рече ништо, само зеде малце земја, песок го направи вака, ко топче и го удри него на чело, директно, бам. И му рече, ти болит бе? О, рече, отиде кај судијата таму, го дојде, го зеде Абу Ханифе, кај владарот. Зашто, рече, го удри, му направи неправда на овој? Рече, сакав да му дам, рече, лекција на овој. Зашто? Овој рече, вака рече, како мојот Аллах субхана тааля да го гори на шејтанот со оган, а тој е створен од оганот. И јас, овој, мудриот, дали е овој створен од земја, Аллах го има створен од земја? Па рече, па да рече, па и јас едам земја и го одри на чело. Да му кажам дека Аллах, а јако те има створено од нешто, мојто е тоа да те казнит. Мојте да те казни за тоа исто што има. И му рече, оди, го пушти на Абу Ханифе, оди дома, добра лекција му има, заведено на овој. Така. Аллах субхана тааля да не поправит и Аллах субхана тааля да не прави од оние што го сватет сведоштото на верата како што е вистина и како Аллах субхана тааля сакат од нас. Го молиме на Аллах субхана тааля да не ги опрости нашите гревови, оние што ги знаеме и оние што не ги знаеме, да направи од искрените луѓе, да му се плашиме само на Аллах субхана тааля, вистинско плашење. Аллах субхана тааля, оние што се болни, Аллах субхана тааля да ги олечит, нашите брача, нашите сестри.
Allah subhanahu wa ta'ala on što ima je umreno, Allah subhanahu wa ta'ala da mu se smiluje i vo džennetot sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem da gi spojit. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.